На деветата поред археолошка изложба од околу 20.000 наоди откриени годинава изложени се околу 700 најзначајни. Презентирани се монети, оружја, алатки, керамика, накит, кои сведочат за илјадници години стара цивилизација на територијата на Република Македонија. Археолошките истражувања кои се дел од капиталните проекти на владата на Република Македонија годинава се одвиваа во 22 општини и на 60 локалитети низ Македонија. Во истражувањата беа вклучени екипи од 9 надлежни институции, координирани од Управата за заштита на културното наследство. Нова изложба. Љубителите на археологијата ќе може да видат една исклучително вредна колекција на монети, кои потекнуваат од македонските и пајонските кралски ризици. За разлика од порано, кога монетите на македонските кралеви беа познати за археолошките локалитети во јужните делови на Република Македонија, годинава за прв пат вакви монети се пронајдени и во северните делови на Македонија, односно во Скопскиот и Кумановскиот регион. Како пријатно изненадување за археолозите, оваа година на локалитетот Кале на селото Брњарци се откриени монети на Александар III Македонски, Касандар, Деметри I Полиорект и Антигон Гонат. Воедно, како дел од истражувањата на другите локалитети низ Македонија, пронајдени се и голем број монети од времето на кралевите Аминта III, Филип II Македонски, Персеј и Филип V. Во областа на заштитата на недвижното културно наследство во изминатиот период се реализираа над 20 проекти за обнова и конзервација на повеќе фасади во Скопје, Прилеп, Охрид, Струмица, Крушево, Гевгелија и други градови во државата, со што заштитивме објекти кои се символ на препознатливост на нашата архитектонска, градителска култура во старите градски јадра. Наш приоритет беа и археолошките истражувања на околу 60 локалитети, меѓу кои Стоби, Исар Марвинци, Самуиловата тврдина, Плаушник, Вардарски рид, Скупи, Таор, Скопско Кале, Хераклеа Линкестис, Баргала, Виничко Кале, Кокино, Стибера, Била Зора, Младорна Горичани, Старо Бонче, Китино Кале и многу други локалитети на кои голем број археолози за прв пат добија и можност да работат на терен. Со овие интензивни истражувања се овозможи создавање на еден исклучително вреден фонд од преку 500.000 експонати, артефакти кои ни ја прикажуваат археолошката панорама на нашето минато, на креативниот континуитет, на цивилизацијските придобивки и на творечките доследи на предците од далечните столетија на нашата културна историја. Секоја од 80 македонски општини поседува стотици моќни археолошки локалитети, а меѓу нив најмалку еден е фаворит со врвни културни цивилизацијски вредности. Ние по туѓото културно наследство не посегнуваме, ама нашето го цениме и преку него сакаме светот да не препознае. Според тоа, среде речиси 10.000 археолошки наоди, од оваа година посебно внимание привлекуваат монетите на кралевите на античкото кралство Македонија. Со интензивните теренски археолошки истражувања на проектот Археолошки катастар започнаа да излегуваат на виделина монетите на македонските кралеви во северниот дел на Македонија, во полозите Скопско и Кумановско. И тоа во античките утврдени градови, тврдини кај Стенче, Лешница, Рогле, Радишани на Скопското Кале, Брњарци, Горно Коњари, Младорна Горичани, а поготово не изненади Кале на селото Брњарци во Скопска Црна Гора, каде се откриени бронзите на Александар Македонски, Касандар, Деметри I Полиоркет и Антигон Гонат. Интересен е фактот дека околу 50% од истражените локалитети беа за прв пат откриени токму во оваа 2015 година. Во 3 децени повторно се истражува и археолошкиот локалитет Китино Кале, со што се отвара нова страница во археолошката наука. Истражувањата оваа година се вршеа на 2 локации, со цел утврдување на границите на археолошкиот локалитет и неговите контактни зони, откривање на археолошките структури, односни остатоци и добивање на податоци за стратиграфијата и карактерот на наоѓалиштето, како и за самите наоди. Откриените археолошки структури и движни наоди на керамика и монети укажуваат на овој локалитет на периодот од енеолит до доцниот среден век. Во Македонија посветено и интензивно се работи за заштита на културното наследство, движно и недвижно, а во археолошките активности многу археолози прв пат добиле можност да истражуваат.